Продолжувањето на политичката криза единствено може да биде надмината само со брзи предвремени избори, вели првиот човек на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. По најавите на ДУИ дека во преговорите за обезбедување на мнозинство преку пратениците на Алтернатива нема да има нов мандатар, туку ќе има реконструкција на владата на чие чело ќе остане премиерот Зоран Заев, Мицкоски вели дека тој е заложник на Али Ахмети и на ДУИ. За него Алтернатива е пред сериозен предизвик да биде дел од најкриминалната и најкорумпирана и неспособна влада или да остане во опозиција и да имаме брзи предвремени избори, вели Мицкоски. Не би можел да кажам што очекувам, бидејќи повторно тоа е одлука на раководството на Алтернатива. Ви реков во неколку наврати дека е политички некултурно да се меша една политичка партија или лидер на политичка партија во одлуките на друга политичка партија. Тоа што тие ќе го донесат како одлука, претпоставувам, они мислат дека за нив е најдобрата одлука. Јас сум коментирал пред каков предизвик е исправено раководството на Алтернатива, да биде дел од најкриминалната и најкорумпираната и најнеспособната влада овие 30 години. И втора работа е доста на опозиција да имаме брзи предвремени парламентарни избори. Одлуката е помеѓу тие две опции, трета опција нема. А Заев не е само соочен со проблемите за да ја сочува централната власт. По неговата оставка од партиската челна функција, дури 4 кандидатури пристигнаа на Бихачка за негов наследник. Прашањето е дали е ова чина демократија или незадоволство од политиките на Заев. Особено што во трката за нов лидер на СДСМ се пријавија и поранишната подпредседателка Фросина Ременски, актуелниот заменик министер за финансии Димитар Ковачевски, директорот на ТИРС Јован Деспотовски и членот на партиската организација од Куманово Властимир Аликсовски. Од СДСМ вела дека од поднесените како уредни се прифатени само 3 кандидатури. А конечната одлука, кој ќе ја зазема председателската функција, ќе се носи на конгрес закачан за 12 декември.